Да саш ти да го најавиш. Ако сакаш ти, Не, сериозно, ако саш најави. Ајде ќе го најавиме ова видео. Зошто да не го најавиме овој подкаст, многу феноменален канал да кажеме. Значи, сам сум си поканет, ти си поканет, сите сме поканет. Васил го нема. Васил го нема. Па така е. Бога ми така е. Као што гледате, више почнавме. Подкастов нема најава. Само иде малце понавака, да знаеш до кај е, како таму. Натака ќе те нема од кадар. Да знаеш, да знаете и вие. Мислам, вие гледате усвари што да знаете. А сега сме во кадар. Сега сте во кадар, да. Значи, веќе најавивме, ама ја да си ги кажам моите воветни реченици, пошто више роботски минат, автоматски. Се е у денешно време автоматизирано, па море. Вештачка интелигенција. Во презеда светот, пе нас не презеда, душа, а не презеда. Тоа е. Здраво дечки, уште еден подкаст, уште една епизода наша какви муабети. Какви муабети со добро кафе. Со добро црно кафе, без млеко. Без млеко. Да, млекарата нешто не работеше денес. Па сега решивме да станеме вегани и така. Да, ние значи постиме. Не постиме, да, усвари убаво каде вегани сме, пошто па технички постиме, ама пошто не е пост. Кафето е постно? Да, ама постот е далеко од нас, велигденскиот, така да. Да, што сме денес четврток, така да не е ни таков пост, така да. Да. Ние снимаме малце тука на различни термини, ова видео појма немам нијако ќе искочи, ама да не го одолгекуваме оваа епизода. Како што кажав, добре дојдовте дечки, назад на нашиот канал. Васил се надевам ќе се појави у некоја наредна епизода со Господ напред. Да не да се објаснуваме тука. Ти си кажа дека сам си се покажи, се покани, малце се бунам сега тука, не знам дали од што ми е интересно видео или не знам. Возбудата, мислам со Срки парт 2, мислам, ало, прв парт 2. Нели? Прв парт 2. И тоа, драги гледачи, свесни сте дека првото видео со кого беше снимано? Првиот гостин. Кој беше првиот гостин, доколку го имате гледано тоа видео? Ке се присетите нормално. Ти како си вака, дали си добар, дали се... Никогаш подобро. Никогаш подобро не сум се чувствувал. По втор пат во ова, да го кажам, студио. По втор пат? Али сега идеме... Сега немаш трема. Нема трема. А првиот пат имаше трема. Да, сега има само Питагорова теорема. Вау. Океј. Значи, денеска решивме дека ние ќе збориме како главни спортисти у Македонија. Така. Барем нашиот канал. Нашиот канал реално имаше многу голем број епизоди на спорт, сам спорт како главна тема во епизодата. Пример, и минатата епизода беше со спорт, со Коста, гледајте ја исто. Така да, пак ти кажа со спорт, сакаше некои други теми, меѓутоа се одлучивме дека не е баш ситуација за тоа да се зборува. Знаеме ситуациите, сега да не кажуваме, пошто ова више кој ќе биде излезено, барем јас така мислам дека ќе биде више стара света вести и стара ситуација, така да. Точно. Ние се одлучивме да збориме за спорт и ќе почнеме со светското ракомет. Пак ми доаѓа да кажам европското, меѓутоа добро, значи европско ми се гледа очигледно. Не е лага, бога ми повеќе од 50% од, ако не се лажам, од репрезентациите на светските првенства барем во ракомет се представници од Европа. 50%, па 80%. Па да, бога ми, ретко која друга континентална земја, други нон-европски земји. Од 24 репрезентации во главната фаза, 17 беа европски, па сега ти види. Тоа е, што се вели, 3/4 скоро. Кои не беа европски? Тунис, Бразил, Катар, 3. Уште 3. Уште некои, да. 4. Кои 4, не знам сега. Аргентина, Египет,
Да, Египет, каде што И- беше тесна таа група, баш кога зборуваме за тоа. И уште една ми фали. Или две. Не, да, уште две. Аргентина не знам да ја спомнав. Ја спомнав Аргентина. Не знам сега, да... Уствари, Чиле. еве го листот, Чиле. да. Чиле. Чиле, бе. Чиле, да. Да, сега ми текна Чиле исто се избори. Мислам дека и за прв пат се избори. Чиле и Алжир. Да, дори баш памтам и кој гледавме утакмиците во главната фаза, мислам Чиле 3 беше точно. И дори самиот коментатор на нашата македонска телевизија се изненади со фактот дека првпат мислам Чиле влегува во главна фаза после групната После фаза. долго време или? Воопшто Или мислам прв дека пат? првпат им е воопшто да влезат во од групна фаза во главна фаза. Торо, На они Чиле. има горе-доле лесна група, мислам, чекај да идам. Кај се, Чиле. Чиле мислам А, не добро, не им била лесна. Да, не им Шведска, беше. Шведска, Шпанија, Чиле и Јапонија. Меѓутоа со Јапонија се знаеше дека Јапонија кога играле ракомет. Па добро, пак азиците не се за подценување. Бахрейн, Катар, Јапонија тука има играчи што знаат да дадат свој квалитет. Некогаш и Кина знаела са први, иако не секогаш на светските првенства. Кина не сум ја гледал одамна на ракомет на светско првенство. Да, нема веќе полупериод, ама Еве добро, ќе почнеме со анализата од група Ф. Да. Таму јас по мојата предикција, кој не ја гледал таа епизода, иако више е старо да се гледа предикции за светско. Меѓутоа еве ќе си анализирам мојата предикција кај што се сум погодил во група Ф. Шведска, Шпанија, Чиле и Јапонија, така сум ги ставил поред и сум ги погодил, така завршија. Шведска прво, Шпанија второ, Чиле трето, Јапонија четврто. Ти исто такви очекувања имаш или? Да, Шведска и Шпанија немав сомнеш, Шведска сепак се скандинавски квалитет покрај. Са Финска нема да спомнам многу затоа што пак и не знам многу се покажа во однос на ракометот, Да. но Данска, да речеме, евентуално Исланд, ако ја рачунаме како скандинавска, и Норвешка, да не ја забораваме. Тука се тие Они три, да. северноевропски Четири. земји што ги викаат викинзи или витези, каде што ретко кога имаат пораз, посебно данците кои го освоија претходно, односно теком овогодишно светско првенство. Не, 4 поред више. Четири или пет? Како? Четири поред. Досади од више. 2020 Од не, 2019. 19, да. Кога и 19, беа и 21, 23 и баш се 25. сеќавам 2019 баш и беа Шведска пак против ко домакини. Данска. Не, викам ко домакини беа А. 2019 со Германија. Како Со е Германија овогодишно. беа, да. Да. Добро, еве ќе одиме со тој. Ќе ги истераме до крај, па после ќе Па не почнеме мора да од идеме почеток. напоред. Или како Да ги сакаш гледаме еве, повоспотливи. како сакаш еве Како гледаме. група А. Мене група А Швајцарија ме изненади. Јас мислев дека Швајцарија ќе ја потопат и Германија и Полска и Чешка. Еве гледам сум ја ставил Германија прва, добро, тоа сум го погодил. Полска втора сум утнал, трета Чешка сум погодил. Да. Швајцарија ме изненади. Значи обратно беа, Полска заврши четврто, што истерено ме изненади. А Швајцарија уште поише ме изненади. И мене Второ исто, место не очекував дека ќе заврши Швајцарија. ако не се лажам, баш и достигна и добар квалитет, мислам дека и финале стигна по моје така сеќавање од 2016 кога беа домакини мислам на европското првенство. Финале? Полска, да. Ако не се Полска, лажам. за Полска за збориш. Полска Ја зборим, мислев, да. не, Полска мислам полуфинале играа тогаш. Да, ама знам дека беа домакини, тогаш беше во Полска. Во Краков Да, мислам се игра. так. Епа, И после Разочара 9 Полска. години вака што реално не е некој кој знае колку долгорочен период, сепак дел од своите играчи мислам и се уште играат, освен дел од репрезентативците кои веќе се пензионирани кај нив. Иако не го знам нормално нивниот целосен состав, но имаат добри квалитети кои сепак играле за познати европски клубови кои играат во Лигата на шампиони, нели? а за Швајцарија? За Швајцарија Не претпоставувам, не очекуваше таков Швајцарија шок да направат. според мене беа искрено без навреда ако гледам некој од Швајцарија или што ги бодри Швајцарија.
не очекував да изненадат, искрено бидејќи беа тотални аутсайдери според мене. Да, заедно со Италија, Да, кои што еве пример група Б све сум утнал, само Данска сум ја погодил дека први ги завршат. Италија завршија втори, мислам. Тоа сум го утнал и Тунис и Алжир исто. Кој испадна во таа група е Тунис испадна, мислам. мислам дека Ще ги Тунис видам. испадна, ако не се лажам? Не, Да, Алжир идеше, не? Тунис, мислам, или Алжир. Не се сеќавам Алжир во група 1, Што? мислам дека главна фаза играше Алжир, ако не се лажам. А Тунис мислам дека во президент капот. Да, можда Ако не така се беше. лажам, Можда да. така беше. Не дадов толка фокус на оваа група, искрено без навреда кон никого. Да, па се знаеше Данска тука дека ќе ги сломи сите. Секогаш европските земји доминирале, кој што кажа, во ракометот, ретко кој знае да киксне, што се вели. Многу помалку се е атрактивен ракометот во Јужна Америка, да речеме, Африка. Во Јужна Америка сега почна Бразил многу. Да, Бразил и Аргентина. Баш изненади ова светско. Светско, Пак ми даде европско, не знам. Без разлика дали Бразил пак Тоа е. да европско. Нема врска, да, европско ќе ги пикнеме. Кај ги пикнеме. Па и Аргентина ако треба. Италија баш ме изненади во оваа група, во група Б. Да, Италија второ место и тоа баш после тоа во главната група кога гледав против Германија, Италија и Германија, кога ја гледав, Германија се мачеа првото полувреме со Италија и баш тоа ме изненади. Пример Италија прва утакмица што ја гледав беше токму против Германија. И сакав да видам баш дали стварно имаат некој преголем квалитет или едноставно играле против слаби противници. А пример од Данска изгубија, ама Тунис и Алжир, јас колку што сум гледал од порано и од сега не се толку слаби. Значи Италија стварно се има подобрено во последниве години. па да, ја не ги имам следено лично италијанците, ни италијанско првенство, ракомет. Италијанско првенство. Да, Јас во ракомет две првенства може да се каже дека следам германско и шпанско ради Барса. да, И тоа на нашаво, кога да, игра, нашаво да видиш кој ќе освои Да. на Вардар Пелистер или Алкалуица кога почна да гази. Да. А Италија стварно ти викам ме изненади. Не знам колку се сеќаваш пред 7 години европското првенство до 20 години се играше кај нас. Да. Баш во Борис Тајковски беше, Да, јас да. баш бев на поголем делот на певарите тогаш. И ги гледав и некои утакмици што се игра што не играше Македонија, туку баш други во други Да, бе, групи. тоа што си бил послободен. Да, и ставам и ти се беше гледа. баш летен период. И бесплатно сигурно Да, бил тогаш влезот. мислам средно уште бев прва или втора година. И бесплатен влез. бесплатен и зашо влез, да не. да. И да, за жал сепак не успеавме да доловиме голема публика, можеби бидејќи беше сепак младинско првенство. Да. Но памтам баш беа две групи, дали по 6 или 7 тима во група. И се игра полуфиналиње, финале и Македонија го освои европското првенство тогаш, што многу ме изненади. Не се сеќавам. Да, А која година? 2018. И Да, можно е. да. Арсеновски, ако знаеш репрезентативецот, баш тогаш играше за младинската екипа до 20 години. Добро, еве, група С. И тоа ми беше уствари моветот дека Италија тогаш уствари се покажа и мислам баш не игравме против италијанците На во тоа група. првенство. Да. Па добро, ете, можеби затоа и И можеби од младинската екипа до ден денес веќе имаат А оформено. тоа до колку години било? До 20. Добро, од 2018 до сега поминати се 7 години. Да. Па Може- да речеме можеби, ако биле 18 годишници што играле. Да. Да речеме Ама околу може- 25 до 30 години е составот на Италија. Ама ако не се може би лажам. им требало исто така време да осетат искуство во Да. овие. Што Италија сега не се сеќавам
колку европски, колку светски имаат игра. Италија, мислам дека не си има многу пробиено. Да. Барем затоа. пред 2018 кога ги гледав за прв пат искрено тогаш ги гледав во ракомет италијанци. Да. Не ни бев запознат дека воопшто имаат атрактивен. Италија, јас знам само Ракомет. одбојка и фудбал дека газат. И ретко кога италијанско првенство Емпорио Арманија кои играат ово, нели? Да. И EF7. И во Евролига и тоа не имам гледано италијанско првенство во кошарка. Да, одбојка се доста квалитетни, баш знам во осмина финалето кога бевме ко домакини со нив Да. пред 2 години одбојка, за жал изгубивме во осмина финалето против нив. И потоа да не ве лажам со резултатите за нивните достигнувања, ама знам дека Па не, секогаш они Италија, Полска и Русија се најдобри во ракомет. И Во ракомет, што зборам, во одбојка. И одбојка. Словенија може да се спомне, тука и Србија евентуално. Па, Сепак не се за подценување. мислам дека не, балкански ствари, репрезентации. да. Но многу често Најдобри се Русија и Италија, мислам, да. дека и после тоа сега не доаѓа не знам, стварно не знам како идат, ама знам тие Италија дека се квалитетни. Да, и Франција знае да се покаже, ама повеќе во женската репрезентација на одбојка. Да, еве дур спомна Франција, група Ц, Така да. Франција се знаеше дека ќе доминира. Апсолутен фаворит во групата. Јас ги имам мутнато само второто и третото место, второ заврши Австрија, трето Катар Да. и Кувајт се знаеше дека ќе биде декласиран. Добро, да, сепак Кувајт е една од азиските репрезентации кои не може да дадат квалитет. Реално ни во ниеден спорт ги навирам, освен можеби во боречките спортови на Олимписки игри, Да, некогаш, да. али ретко кога и таму. Да, се очекуваше дека тотален аутсайдер е Кувајт, а во однос на Катар да изненадија се, не знам дали во однос на нивниот тренер, бивши вардарец, Вујович, Веселин Вујович. И да, може помогна тој како со неговите тактики на игра Да. да помогне во однос на пласирањето во главната фаза. Така. Заврши на второ место, така? Кој? Или трето, Катар. Трето. Кога? Сега Во групава? Да, оваа група. Трето. Да. Австрија беа втори. Австрија беа второ, точно. Мене искрено ти кажам право, и Австрија ми изненади. Ние пример кога игравме со нив, ја мислев дека лесно ќе ги добиеме. И јас 3, 4, 5 Да. разлика. многу ми е ништо. криво за нерешениот исход. Тоа нерешено извадивме едва и на крај Да. со звукот на сирената. Да. Така да. Тоа Добро, тогаш беше- ама види нашата, добро ќе стигнеме до нашата. Тогаш благодарение. Уствари на- следна група е нашата група, така да можеме комотно да се бориме сега за нашата репрезентација. Благодарение на Кузмановски тогаш ни извади во главата. Да, Памтам бомба шут. коментаторот кога се развика само Кузмановски и онака бев во шок, искрено не очекував, немав надеж Што за нерешено? за нерешеност и кам ја губим утакмица. Да, дека 4 секунди беа Да, сепак да. многу мало време е тоа. Иако пример тогаш Вардар кога освои во 7 секунди, Да. тој со Чупич голот. Никогаш нема да го заборавам. Така, 2017. Искрено више после овој гол на Кузмановски со 4 секунди од време, искрено више за следни настани и за следни утакмици ќе мислам дека има надеж во било вакво, било колку време и да е, кој надпревари да е, не е битно. Зашо да не? Чим за 4 секунди успеа да дадат гол. Да. Еве, Кога сме јас тука сум ставил втора дека ќе завршиме. Да. Со надеж дека ќе ја победиме Холандија. Што искрено не бевме далеку, барем првото полувреме Не се бевме, држевме. Беше Колку тесно. беше? 3 разлика беше првото полувреме. 2-3 разлика, да, имавме Еден можности за- период и водевме, Да. ако памтиш. Да, така. Водевме еден период по 2 разлика, 1-2, па нерешено беше еден период, па пак еден за нас, еден за нив, па нерешено. И они всушност мислам дека имаше еден период кога ни исклучија 2 играчи во исто време Да. и игравме со четворица у поле и мислам дека тогаш И го тогаш направија тој тој чекор напред во тој Ја надпревар. фатија славата точка. Да, и се оддалечија на мислам дека на 3 разлика, на 4 можда. Да.
и после како што си идеше Го државме текот на темпото до полувремето, да. 56-та минута, каде што веќе уште 2-3 разлика додаде и Па на го крај заврши. заврши колку 5 мислам дека изгубивме. 22-27 ако не се лажам. Па 5 сме Така, изгубиле, да. Така беше и Кире проба со 7-6, проба со Да. празен гол. Можеби и тоа малце не кошташе, па после дур се вратиме во ритам. Па и они изгубија малце концентрација, бидејќи едно време, ако памтиш, беше и 8-9 разлика. Да. Па не, и они изгубија концентрација, па ни дада на наш надеж и тоа беше интересна утакмица, искрено. Со Гвинеја се знаеше дека ќе победиме и тоа со Да. поголем резултат. Мислам дека како 9 разлика мислам дека заврши. Освен Тунис, Алжир и Египет, ретко која афричка друга репрезентација вака може да даде квалитет барем овој период. Да, против европска Да, репрезентација. посебно Европа. Да. А со Унгарија искрено се изненадив нерешеното. Прва утакмица Унгарија последни првенства топ 8 на светски завршувала, на европско некогаш полуфинале играла, некогаш исто топ 8 завршувала. Така да со Унгарија си седнав и очекував прво полувреме да биде 5 разлика и да се изнервирам и буквално да не го гледам остатокот на надпреварот. Ама они одлучија да играат храбро и да искочат на унгарците и да покажат дека како се игра ракомет. Само што за жал пропуштивме исто така победа за малце. Имавме напад за 2 разлика на 50 на секунди пред крај, го пропуштивме и после тоа они ни заедначи и заврши утакмицата. Да, Што ќе кажеш за таа да, не се утакмица? за подценување унгарците во ниеден случај, дали станува и за машки и женски екипи, односно првенствата Ференцварош, Пиксеге и други екипи кои ги Да, знаат имаат екипи. во Лигата на шампиони кои биле доста чести противници на ЖРК и РК Вардар посебно. Па и на Металург. И на Металург, На Металург да. и на Пелистер сега последниве години, Да. кога не представува Лига шампиони. И едноставно бев изненаден. Да, имавме голема прилика да идеме сигурни со 2-3 разлика, мислам само еднаш и 4 разлика постигнавме предимно веднаш веатија на 3 разлика унгарците. Со Унгарија Да. збориш за оваа утакмица? Да, оваа утакмица. И Да, едноставно да, имаше ја такви. прокоцкавме утакмицата каде што дојде до момент да губиме со една разлика и во последните секунди да изјавиме. Не, Мислам дека водевме така на крај. Последната минута 2 водевме еден Така разлика. беше, да. Пошто беше еден, пак беше како со Холандија во прво Знам полувреме. дека беше многу тесно, знам дека прокоцкавме едноставно. Беше Сигурно. еден за нас, па нерешено, па еден за нив, Так. па нерешено, па еден за нас. Так. И мешано беше и последни 50 секунди имавме ние еден разлика за нас и напад, кај што едноставно не знам дали им падна концентрација или не знам како зошто тој напад го прокоцка, барем да го завршеа со убав шут па и да одбранел голманот или нешто друго, барем да го потрошеа времето колку толку па да ги ставеа под Так. притисок унгарците и под притисок во ракомет некогаш и знаеа не некогаш туку 50% од времето и се греши под Да. притисок, кон било која репрезентација да е под притисок. Кога сме тука веќе сега нормално има стручњаци кои многу повеќе се разбираат во овој спорт. Да. Ама сепак би сакал да прокоментирам во однос на времето, зашто не би можело како што е во кошарката да се ограничи, каде што нема да го одредуваат времето конкретно судиите кога ќе дојде до пасивен напад и да кренат раката, каде што ќе се даде притисок, туку да се знаат едноставно спортистите, односно коментарите да се знаат колку време има. Колку време, дали 30, 35, 40 секунди на еден цел напад. Ја мислам дека треба да се стаи 30 секунди бидејќи од прилика толку гледам дека им трае по еден напад. И тоа најдолго би било негде 40 секунди. Преку сила, толку затоа да се стаи пример, затоа што некој го завршува нападот побрзо, некој поспоро. Да. Пример, ние секогаш поише си сакаме да си ја тактизираме, подаваме да, поише да. топката, па да се отвори негде простор, дали крило, дали пикер или шут од бек. Да. Па така да ја мислам дека тука си управо и
може примерно 30 секунди да биде ограничено. Не би било лошо реално. Да. Каде што нема да имаат ни судиите потреба да се ограничуваат, а да, иако не ги знам точните правила според кои се водат судиите во однос на тоа кога да се досуди, односно да се крене раката за пасивен напад, затоа што малку контроверзно ми беше на некои од утакмиците во однос да речеме Австрија Со и Холандија Франција исто беше. и Холандија, каде што имав чувство како сам, можеби лично зборувам затоа што навивавме за Македонија, ама пак како да игра во полза, да суде во полза на противникот отколку равноправно, каде што постојано имав чувство кога ние бевме во напад, Пократко беше времето, веднаш Да, крена да. раката за пасивен И напад. јас имам приметено. Да. И не само за Македонија, пример и други утакмици, пример не знам еве сега играле, не знам еве Данска Бразил кога гледав исто Да. приметив на Бразил пример ќе си подадат 3 пати, ќе се сменат, нешто замена ќе направат и судијава крева. А пример Данска игра напад си подаваат по 5 сати и после Да. дури ќе му текне и требаше да ја Так, дигнат. Да. И имам приметено на такви утакмици, дури и не само за ова светско, претходното европско, предходното светско, предходното европско и се така на така. Имам приметувано и дури мислам дека и во Лига Шампиони имам приметувано, така да не е чудо ова што го збориш. И не е пожелно да се преземат реакции од страна на ИХФ и ИХФ како федерација? Па пожелно е, ама ете гледаш, убаво им е да им освојува една иста презентација 4 пати поред. И дури веќе стана сомнително. Не само сомнително, туку и досадно ти е, го гледаш финалето и гледаш 6 разлика за Данска. Барем да беа тука негде Хрватска да се боре, да беше 1 разлика нерешено, 1 разлика 2, 3 и 3 да било пак ќе беше. Не беше 8 више на полувреме, мислам дека беше 8 или 9. И баш памтам тогаш во исто време 5-4 дена кога се играше финалево. Во исто време игра фудбал Арсенал, бидејќи како што знаете во фудбал. И беше дерби со Манчестер Сити и менував постојано каналите, но повеќе искрено ме разочара многу финалето. Да. Кога ќе помислам. Ја го гледав буквално пола и поише финале на телефон седев, искрен да бидам. Исто. Повеќе гледав резултатски отколку да го гледам во живо, затоа што бев толку разочаран што како се бореа цело време и против Франција и против Унгарија и Хрватија. Да. На крај што се вели Можда се потрошија. Се потрошија, но сепак Дај ќе збориме натака, еве за групиве да ги завршиме, па после имаме и главни групи, па ќе дојдеме до тие надпревари. Група Е, искрено мене ме изненади и Португалија што има таков пласман и Бразил што има толку добри. Ме разочара од негативен аспект Норвешка. Имено. Трето место мислам завршија. Трето место ко домаќи. Да. Што се случи? Што се случи? Те пакал или што? Не ја следев толку оваа група. Не ја следев ни ја, меѓутоа како што ги гледав на резултати, мислам дека Португалија завршија први. Првиот Бразил втори, мислам да. Секам Бразил. Баш и Кирил Лазаров го имаше спомнато на едно интервју. Вика Португалија и исто така и Никола Митревски, голманот наш. Да. Вика не е случајно Португалија што завршија баш до полуфинале. Затоа што граделе со текот на годините, граделе, како што и Кирил Лазаров сега гледа да гради. Баш и ова светско се покажа дека е изграден некој ростер баш на играчи, и млади, и стари, и искусни, и неискусни. И мислам дека пример европско би може да ние нешто да направиме, пример како Португалија сега што направи. Така. Америка се знаеше дека ништо не може во оваа група. Да, Соединетите американски држави сепак не се познати по ракометот, барем во... Па се знае дека нив кошарката, евентуално и фудбалот во последни години. Евентуално и да речеме американскиот фудбал. Да, и може да се каже хокеј. Хокеј поише Канада и... Да, Русија, Канада, Финска и Америка се, да, тука. Али, еве, Бразил. Искрено,
забесил секоја чест, капа долу. Се боря. Се боря. Второ место заврши, ама се боря како дали гледам фудбал или гледам ракови. Гледам ми го земаш Португалија, гледам и Бразил. Викам Португалија и Бразил, некој да ми спомне какво дерби, прво помислам секогаш фудбал. светско фудбал си Нели? мислиш играат. А Там не нешто полуфинал, ракови. четвртфинале. Баш тоа. Роналдо дава гол. Роналдо, да. Против Едерсон. Или Алисон можда. Или Алисон, добро. Така, а за група Ф кажавме? Да, за група Ф сепак се гледа дека. Кажавме Шведска дека. Да, Тука ова беше многу предвидливо беше. предвидлива и јасна група каде што тотално. Иако предвидливо беше пример да кажеш и група Е, стварно сите мислеа, барем еве не сите, можеби има некои што поише еве знаат од нас и поише аналитичари и поише се разбираат нели од ракометот. Ама вака од гледано како фанови стварно се изненадив од Норвешка негативно и позитивно се изненадив од Бразил и од Португалија. Да беше Норвешка во група, да речеме со Шпанија, Франција и Данска, ајде да, може ќе имаше притисок па да дојде тесно па да не биде прво место. Ама како домаќин во група каде што се дали поише од 50% од публиката се беше. Да, па Норвешка беше домаќин до крај. Да. Група 3 и група 4 во главната фаза беа во Норвешка. Да. И после тоа две четвртфинали ја беа во Норвешка и едното полуфинале и финалето беше во И Норвешка. финалето. Чи се од почеток до крај, така да А Норвешка може би притисок од да направат нешто поголемо и сега да не ги следиме нели нормално овие норвежаните конкретно и нивната за играчите? И играчите, да. Да, согласен искрено, кај не сега да не тропам. Да, не знам, ја не сум Не. сигурен. Да, ама знам дека играше во некој од поголеми клубови едно време, ако не се лажам. Европа. Да. Небитно. Група Г, што мислиш? Пошто Тука ги завршија Исланд први, Словенија втори и Капе Верде и Куба. Да, Капе Верде или како што би ги рекле Зеленортските острови, Да, иако да. овој превод, односно транскрипција на македонски јазик е многу чудно затоа што секогаш сум ги знаел како Капе Верде. Да, и ја, и мене ми е И кога- чудно. Мене ми е поише од на резултати. И кога на медиумите дека игравме подготвителен надпревар против нив, Македонија против Капе Верде. Добро? И кога на медиумите прочитав Зеленортски острови, ми дојде чудно, морав да проверам да видам кои се тие Зеленортски острови. Ама ти, да, добро, дека си ги знаеш како така. Да. Па, сега. Иако Ете. да, немам ништо против. И Па добро, исто како Ботсвана што го смени името на Леве Сватини. Ако знаеш. не знаеш. Да, па тоа баш и тоа не оти се замарам со светска политика, тоа го дознав на Олимписките игри во Париз. Да, ја тие не ги гледав, пошто бев во Германија. Така. Да, ти да Не, успеав буквално тенис нешто да погледам малце и нешто можда од кошарката. Да, Знам дека Стив Кари ги сруши кој беа Франција во полуфинале. да. Со 9 беа, мислам 9 тројки им даја. Така тоа беше интересно што го гледав. Тоа се што ми искочило на Инстаграм таму да сум се одмарал. Така да Олимписки игри не гледав, баш ни беше и план со Васил да га некоја анализа да направиме за Олимписките, меѓутоа јас се вратив тука во при крај на септември и више беше стара тема реално Олимписки игри, пошто беа у август, после еден месец ти збориш за Олимписки не е до толку интересно така да. И на нас немаше да ми биде интересно да збориме реално. Да. За да некоја стара тема, веќе имаше нови теми, плюс беше почната сезоната фудбал, Да. беше почната сезоната НБА, мислам дека веќе Така. средина на октомври, така да затоа и можда не. Викаш За Исланд, Словенија се знаеше, За Исланд и ќе бидат Словенија топ се 2. знаеше, Само што словенскиот состав мене ми фалеа
и Мачковчек, мислам дека не играше, и Зарабец, мислам некај не играше, сега не знам колку ги знаеш ти Да, играчи. да, знам. Зарабец не играше, Бомбач не играше, Скупе Да, не Бомбач играше. каде беше за ова првенство светско? И Скубе не играше исто, Да. нашиот вадар. Да. Не знам само еден мислам сега не памтам кој точно, ама знам дека Мачковчек, Бомбач, Зарабец и Скубе не играа. Делот тимот што секогаш биле присутни. Словенија со тие четворица во тимот да беа сега можеби ќе направеа нешто. Минимум до Мислам дека полуфинал, двајца од според тие беа повредени. Така. Мислам дека затоа два, а другите двајца не знам Не зашто. Дали стари или не знам, или можеби тренерот сметал дека не се доволно квалитетни. Словенија и Исланд тука тесно беше во однос на тоа кој ќе заврши. Да, ете, ја баш мислев ради тоа. Ако игра тие играчи Словенија, викам завршува прво. Да. Ама ете Исланд заврши како прво. Не е голема грешка. Што ќе кажеш за групава за Хрватска? Хрватска јас мислев, викам домаќини се повикам први ги ставам. Знаев дека Египет е веле сила, дека ќе се мачат со Египет, само што не мислев дека ќе изгубат, си викам пред домашна публика, викам ќе победат, викам хрватите со сите. И како завршија второ, не супер е тоа пак, ама мислев прво е ќе завршат. Аргентина погодив дека ќе ги победат Бахрейн, дека тоа ќе биде единствена победа. Бахрейн во групава. Меѓутоа тука беше Египет или Хрватска, тоа беше дилемата. И јас ставив Хрватска поради домашната публика, ама испадна Египет. Да, искрено нема да ве лажам, не го знам целиот состав на хрватите, иако ги следам. Сменета е генерацијата. Да, Циндрич нам дека не игра, дека Чупич не игра. Не, Циндрич играше првите два надпревара и се повреди. Се повреди, да. Не ги следев од почетокот, очигледно. Да, се повреди Циндрич и го зема на негово место Карачич. Јасно, да. Бидејќи Карачич не беше на почеток во составот. Да. Така да, тоа беше фората и мислам дека уште некој се повреди, па за да дојде уште некој. Сега не знам кога ги следи, ги води усвари Исланд Сигурсон, да, од кога ги води, али да. Добро се покажа, види финале, сребро зема, така да. Бога ми, тотален респект, ама... А за Египет? За Египет нема се бунам, мислам дека тогаш исто 2019 се играше светското првенство во Македонија, ракомет до 19 години. Мажи и жени? Мажи. Две која? 2019, 2018 беше европското до 20 години, а 2019 до 19 години светско првенство. Да, знам дека и 2022 игравме нешто. Не игравме, туку бевме домаќини у жени до 18 години. Не. Или до 20 беше. Не, 2022 или 2023 бевме ко домаќини на европското. Да. Во жени. Ама на сениорските репрезентациите, не младински. Да? Да. Браво. Да, ама сепак не дадовме добар резултат, за жал. И искрено се разочаров како домаќин кој бевме. Па добро, види сега. Тоа е што е. Да. Ама добро, да, кога ќе ги погледнеме женските тимови македонски, најголем дел се и светски, што не се македонки репрезентативки, туку од други репрезентации во што играле за Вардар, за тоа знам. Немаме баш чиста репрезентација македонска. Точно. А пример во машки немаме. Пример порано памтиш имавме од страна играчи. Прибак, ако памтиш. Да, Прибак беше србен. Кој беше друг, имаше уште некој. Оној потсетиш. Не ми текнуваат сега имињата, ама имаше два тројца што играа за нас, не беа. Исто се зборуваше, мислам едно време и за Криштопан дека може да игра за Македонија. Ама ништо, си остана за Летонија или Литванија? Летонија. Летонец беше. Еве група 1 во главната фаза, јас сум ставил предикции и сум ги погодил првите две места, Данска и Германија. Така. Они отидоа во четвртфинале. Пошто сум ги ставил тука Полска, тука беше трето, мислам дека Швајцарија трето заврши, а Италија четврто. Така. И
пето и шесто, искрено не ме фаќа за збор, ама не знам кој завршија пето и шесто. Да, ако не се лажам, мислам дека А, тогаш играше Чешка пето и Алжир шесто, така нешто. Да, Тунис не играше. Така нешто мислам дека Тунис завршија. беше во президент капот. Така што вака и Данска и Германија у четвртфинале, Да. а за група 2 за главнава фаза погодив Франција, Германија сум погодил дека исто прво и второ. Да. Сум погодил исто така Холандија дека ќе завршат трети и Македонија четврти. Да. И тука сум утнал Катар сум ги стел пети, а Австрија шести. Австрија нели завршија пети. Катар не освои ни бот, мислам. Да. После оваа група А само ќе те надополнам овде да и секој чест на македонската презентација, мислам дека го освоивме 15-тото место. да, завршивме пред Шпанија. Да, Шпанија завршија 16 мислам или 17, а ние 15. искрено. А, не знаев за Тоа Шпанци. е голем Браво. успех. 15-то место на светско. Топ 15 сме сега за европско идеме топ 8. Да играме полуфинале на европско, што играше. Па, дај Боже, Дали е достижно? најдобар успех сме имале Петто. на европското пето Во 2012. Србија, 2012, да. Да, тоа беше го памтам вчера да беше. Да, против Словенија, знам Словенија шесто место. Да, тоа беше утакмица онака баш со борба. Тогаш игра. Памтам имав колку сум имал 10 години сум. Да, па на толку беше на ама 10 години. памтам, да. Не толку, јануари 2012, да. Тоа е. И тогаш пак имавме сепак квалитетен тим. Миркуловски, Мојсовски, Борко Ристовски на гол. Манасков играше тогаш, беше свеж играч од младите. Манасков, да, и Гоце Ѓоргиевски Гоце Ѓоргиевски, тогаш да. почнуваше, ако не се лажам. Мислам Иако дека го имавме и 2009-10. Ојлески. И Ојлески го Е, имавме. да, Леле, сосем И го уште некој заборавив. левак имаше таму. Да. А А сега Мати Митев, така беше? Марко Митев. Марко Митев. Митев, секој му чест како го одигра ова светско Колку години првенство. има? 20, мислам. Да, млад, Или помлад од наш- нас, мислам. Да. Да. Или од наша генерација, или е Ама, помлад од нас. како се покажа, без никаква навреда, спрема Гоце Ѓоргиевски, многу подобро игра од Ама воопшто добро, како што го имам различни позиции се. Да, Гоце Ѓоргиевски беше крило, овој е крило, да, централен бек. но сепак по-тактички, по-енергично играше во однос на воопшто било кој да Да, тоа да. репрезентативец и се надам дека овој квалитет ќе го задржат младава генерација како што се беќа Барем за европското, Да. за европското, Европското, па каде се играше се? сега следното Не сум европско е во искрено не знам, мислам Норвешка или така нешто, пак Так. Скандинавија е горе. Да, исто така додека сме тука веќе сакав да баш интенсирано прашање. Зошто Зашто дали не сме ги- ние некојаш домакини? Не, за ние како домакини и треба многу подобри услови да имаме. Не, барем ко домакини да биде. Ко домакини, да, имаме Со услови за Србија и со домакини, Хрватска пример. бидејќи имаме Тука е близко. 3 до 4 сигурни реновирани. Имаме 3 само во Скопје? Не. Или не, две Јане се Сандовски во Скопје, и Борис две Ековски се. нема да ја рачунаме на Металург, таа е мала сала. Ако зборуваме за На автокоманда. Алкалоид мислиш? И на Алкалоид уствари, да. Да, се е на Поранешно Алкалоид. Да. Така да. Мислам, Бидејќи порано ги следавме Да, бе, Металург, да, нека да. уште ги спомнам. Многу ми е криво за тим како тим, бидејќи многу напредуваше во беше тоа, беше добри времиња беа 2015 до 2018. ми текна за кој ти зборев, иначе за Ренато Вугринец, ако го памтиш. Он играше исто у Металург и игра заедно со Прибак у репрезентација. Така, не можам се присетам дека играл за презентација, ама Играше. така. Третава група. Трета Е, група кој беше? Третава група ми е све испревртено, затоа Шведска, што Шпанија, сум стел, Норвешка. да, сум стел Шведска, Шпанија, Норвешка, Португалија, Бразил, Чиле поред, а завршија Португалија, Бразил, Норвешка, Шведска
Шпанија, Чиле. Дали Шведска Така заврши заврши. четврто? Само Чиле го погодив дека ќе завршат шесто. А добро, тоа беше Очекувано, така. очекувано. Иако, да, ќе кажам очекувано беше групната фаза, најве не изненади што отиде во главна фаза за прв пат во од постојањето на нокаут Ама фазите. види, Португалија први шок, пошто Шведска ја има тука. Шведска и Шпанија. Ајде Шпанија не до толку, пошто имаат многу нов состав, само Перес де Варгас им е и таму браќа Душе Баеви Душебаев, и уште да. некои им се истите играчи. Другото све им е сменето. Така. Така да, од Шпанија не очекував многу, меѓутоа мислев дека ќе бидат барем втори. Да. Исто така и Норвешка, пак ќе кажам, дебакл дека беа. Многу. Ама Шведска ми беше најголем шок, бидејќи очекував Шведска, еве кој што гледаш ќе ти свртам, очекував Шведска дека ќе играат финале. Ја кога видов Шведска дека ќе завршува под четврт, значи нема ни четврт финале да игра, ја бев као Да. нема шанси си викам. Така да Изненадија, многу изненадено, изненадија. изненадено. Како рековме, Португалија и Португалија, Бразил во четврт Бразил. финале отидоа. Бразил Бразил. четврт финале. А Ракоме. Бразил четврт финале, ама не само тоа, покрај Норвешка, покрај Шведска, покрај Шпанија Да. и покрај Португалија, ама добро, Португалија први заврши. Огромен аспект за резултатите. И се бореа до последното коло за прво место. Да. Бразил и Португалија требаше да победат едниве, другиве да изгубат за да завршат прво и второ. Иначе беа мислам дека уште од предпоследно коло беа мислам Да, па полуфиналот беше пласирани. Да. нели Данска со Португалија, Бразил испаднат на Да. Португалија. И оваа група последнава сум Хрватска, Ау. Словенија, Исланд, Египет, Аргентина и Капе Верде. Се сеќавам Сум оваа погодил група. Египет игра четврт финале, да. Египет завршија втори. Хрватска завршија први. Да, тоа беше тешка борба за Мислам дека Словенија и први Исланд. завршија. Да, Да, Хрватска први- беа први. први Да, завршија. памтам и твојата реакција кога ја гледавме таа утакмица, ти не можеш да се поверуваш дека беше четврто место Хрватска додека се игра утакмиците Да. и кога заврши прво место ги бутна Исланд, Словенија. да се- Заедно ја гледавме. Која утакмица? Последната? А? Последната? Мислам дека не гледавме заедно, но знам кога ми пише ти се Да. сеќавам, да, и баш онака и ја бев во шок и ти кога рече не ми се верува Хрватска прво место, ти кога ми пише. Па не, сега сум ги ставил туку предикција и сум погодил дека прво место, ама после тоа, после лоша на прва група дека изгубија од Египет и мислев дека пошто не пренесоа само 2 бода, така да Да. си викам овие имаат шанса само за второ место. Ама ете, кој заврши трет? Исланд заврши трет. Да, Словенија И четврто. Словенија четврто, Аргентина и Аргентина Да. и Капе Верде, Тоа се е знаеше за Капе логички. Верде дека се аутсайдери. И после тоа беа Данска со Бразил, така беше четвртфиналето, Мислам дека да. и беше Германија со Португалија. Да, португалците Германија, направија Португалија, бомбардирање против германците. Како изгледа што очекуваше и како реагира? Очекував Дали те тесна- шокираше дека Португалија пројде или? Не. Не ме шокираше, очекував тесна утакмица. Лично не ја гледав, не ни го знам На резултатите. продолжетци Така? 37-30. Па да, И тоа очигледно последни 10 секунди. тесна утакмица. Меѓутоа, Андреас Волф, голманот на Германија, 21 одбрана имаше. И германците успеа да изгубат пак. Со 21 интервенција на голманот. Потоа ја гледам сликата од голманот и го гледам целиот таков се потпрел на стативата, седнал доле и како да не му се живееше искрено после таа Па и утакмица. јас таква реакција би имал, бога ми, да сум бил на негово место. Доаѓа, не знам кој беше докторот и таму физиотерапевти сигурно некој и само вака му прего го тапша на рамото. И овој само вака го гледа и ко Што се случило? Ама ете тоа е спортот. Можеш секој го може. Викаш да победи. 30-37 заврши. Да, Можеш- 37-30 за Португалија. Можеш да замислиш без неговите одбрани
би било тоа Да, ама и тотален дебакл од, за... од другата страна мислам дека исто голманот на Португалија имаше некој си 14-15 одбрани. Така да, таа утакмица беше буквално до голманите. Тоа е Само што интересно. Германија правеа поише грешки. Секогаш се очекувало, секогаш било барем по некоја логика во овој спорт да се гледа на ако голманите имаат повеќе одбрани нели во однос на една утакмица, да се гледа да има потесен и помал резултат во однос на голови. Да. Ама на ваква утакмица каде што продолжеците се по 5 минути, ако не се лажам, нели? Да. Вкупно 10 минути. Да. И после директно на пенали. Да. Ја искрено сакав таа утакмица. И јас се сакав. реши пенали. Да, мислам, иако ја немам гледано, ако би гледал веќе тесна утакмица, сакам да се заврши на пенали. Да, и више кога не навиваш за никој, сакаш Да. само да ти е интересно. Да. И да Така биде да. потензично. Да. Ама секоја чест на португалците што стигнаа до полуфиналето. Ама пак ќе кажам за Германија, ова е жалосно и се чувствуваше веќе од пред неколку години. Добро, лани на Нивото- европско игра полуфинале. Игра Данска полуфинале, изгубија. но сепак не се гледа на квалитет кога сите стравува од Германија, како што сите стравуваат се уште од Франција, Данска, што Да. беше порано Шпанија. Шпанија да, многу повеќе ослабна периодов, но и Германија веќе се чувствува оној нивен downfall. Да, ама сега ќе има вајда смена на генерација, има Да. можда за некоја година Не, јас следам две. ти рече Бундеслигата, ракометната Па Бундеслига. добро, ама у Бундеслигата не играат само германци, така да играат од Не знам како- многу други држави, така да не е само Бундеслигата, туку воопшто до германците. Ето? Добро, Данска Бразил се знаеше тоа дека ќе биде дебакл на Бразил. Да, сепак не е воопшто за сам Не е за срам да Топ изгубиш. 8, Да, ама и не е да за се- срам да изгубиш од тој што освоил 3 пати поред. Да. Не знам кое место освоија на крај Безлци, ама топ 8 да се... Не, топ 8 си, да, тоа Секоја не чест. знам точно Да. кое место. Би требало, пошто изгубија премногу разлика, би требало 8 баш онака да завршат. После немаше имаме- плесмет мечеви, ако немало. Не, толку. Да. Исто само за трето место се играше и за прво, нели? Да, да. За пето немаше исто, Немаше. мислам, и за само на европско има такви мечеви. Да, наверојатно. Да. Франција играше со Египет, а Унгарија играше со Хрватска, тоа беа другите две четвртфинали. Да, Унгарија со Хрватска, па добро. Таа ја гледаше. Ја гледав таа утакмица и според мене беше очекувано хрватите да продолжат според тоа. Нема да кажам дека сме за потценување, но Хрватска имаат многу по-квалитетен ракомет во однос на нашата презентација, се уште не можам тоа да го оспорам. Бида, што ма си докажа и на првенството. Така. Да. Сребро освоја сепак. нормално. Хрватите од секогаш имале квалитет. И сакам да кажам дека ќе беше срам, тежок срам Унгарија да оди во полуфинале ако Хрватска изгубиш во однос на оваа утакмица. Барем ја... Добро, у последна секунда. Мислам Да. голот. Да, знам дека беше... Се знаеше дека кидат, ама и утакмицата после не Унгарија исто водеа, мислам, 4 разлика на последните 5-6 минути. Така. И Хрватска најаднаш. Преку Сега. голманот, мислам, Да. дека Пешич или Кузмановиќ, не знам кој пренеше, ама така беше нешто. Ги спаси и после тоа унгарците ги фати малци и трема, и паника, и притисок, и све. И тука кога те фаќаат такви работи Толку на треба. такви турнири, тоа е тоа, другиот противник игра. Апсолутно. Не игра опуштено, ама му се зголемува само довербата и тоа е тоа. Така. Истото и у фудбалот може да се каже. Сега ќе збориме и за тоа, нели. А за Франција и Египет очекуваше таква тесна утакмица? Не, Ја искрено очекував Франција дебакал да им направи на Египет. Исто. Тоа се И тоа кажа. едноставно лесна победа, ама ете.
Иако да Египет Покажа Египет дека можат да играат раковет. мислам дека Египет Германија беше младинското кадеш првенство, светско првенство до 19 години што се играше кај нас. Добро? Мислам дека Египет освоија. Знам дека беше Египет Германија, мислам дека освоија египтјаните тогаш. Тоа која година сега скоро? 2019 и баш ја гледав во живо, Борис Ековски се одржуваше. Да, Египет во последни години имаат добар тим. И после 2 иако години не беа ги домаќини знам. нели во светското Да, првенство. 2021. Да, домаќини беа. У тоа короната буквално кој не е позитивен на корона, тој ќе освои. Буквално такво беше првенството. И Колку пати се откаже утакмица дека еден од репрезентативците имал корона и Пупу не важи утакмицата службена ја дава. И баш се сеќавам, не знам која конкретна репрезентација не овозможи. Мислам дека беше чешците. Чешка. Да. Чешка не успеа да склопат тим Да, како беше. склопат тим короната И на нас ни даде вајлд карта. Да. Иначе ние не требаше да играме. Немаше да играме затоа што за несреќа во бараж бидејќи секогаш Мислам нема дека групна. баш од Чешка изгубивме. Не. Со Франција мислам играше. Франција игра? Со Франција игравме и Добро, се знаеше нормално, дека да. ќе не декласираат. Ама добро, сега со текот на годините сега сме мислам не еден, туку носители сме сега и погоре сме уж дрепката и Да. затоа ни се паѓаат полесни Да, противници. апсолутно. И се гледа против Франција да изгубивме, да се очекуваше, но фала Богу покажавме забеј, не дозволивме да биде Дебата. двоцифрена разлика. Да. Така што сепак сега почит на младата репрезентација на Македонија и ми се свиѓа што не дозволија да падне квалитетот на репрезентацијата по пенсионирањето на Мојсовски, Миркуловски, Лазаров и Да, други квалитетни играчи. Добро, ете тука е Кузмановски, што Да. покажа стварно дека Да, знае да биде Кузмановски, лидер. Да, уште од една десетина години веќе игра нели за репрезентацијата. Да, редовно. меѓутоа сега Но како со- лидер да, последниве сега години. квалитетот го покажа А ете, на да. врно ниво. Ете Кире се одлучи Талески да го тргне. Да, многу ме изненади тоа. Да, тоа и мене ме после- изненади, Од ама која причина искрено не видов, Па, не следов. Кире кажа дека не бил доволно квалитетен во последно време и рече дека ќе му даде шанса во квалификацијскиот циклус. Да, Талевски знам беше еден од младите играчи на Металург. Талески Што беше играше одличен на- играч. Па потоа Сега- играше за Рейникер Левен. Да, и сега мислам дека гледав Вардар нешто играше пред и сега некој не ден, знам. потпишал за Охрид. За Охрид? Да, Да, така. да, така видов Јасно. нешто. Така да, ете. Од А- каде до каде може да стигне себе. Затоа искрено Затоа, еве, пример, Марко Митев му нудат Марко. од Магдебург, понудат 300.000 за трансфер. Мислам дека ја да сум на негово место нема да ја прифатам. Ќе си останам во Алкалоид барем уште година-две, Да. да стекнам уште поголемо искуство, па после да играм за таков. Иако за репрезентацијата можда подобро ќе биде да игра за Магдебург. Да. Да. Само не знам колку минутажа би имал таму. Точно така. Па и другите квалитетни играчи треба Што да ќе кажеш ти за полуфиналињата? Да, еве јас полуфиналиња, едното полуфинале сум го погодил, Да. Франција Хрватска, а другото за жал Данска сум ги погодил, меѓутоа Шведска како што ти кажав Да. ме разочара и на нив како што Данска, кажав, Шведска, игра Данска со Португалија, така да. Данска да, Португалија. Епа, шо да кажам? Прво ќе спомнам прво за нашите браќа, ќе ги кажам југословенски. Хрватска, Секоја чест. Хрватска изигра страшен ракомет, страшна утакмица, се држа Апсолутно. цела утакмица и тоа имаше периоди кај што попушта, се опушта и они и имаше такви периоди што е логички да попуштиш еден период од надпреварот, не можеш ти цели 60 минути да ги играш. Така. И Данска има се опушта некое време па се стега и така. Така да свака им част, ама после тоа во финалето не можеа да парираат дали дека се потрошија и со Унгарија и со Франција, пошто не беше решено
до последната секунда у двете утакмици и со Данска не можеа да парираат. Данска лесно со Португалија и ете ти го Добро. финалето, кај што Данска, како што кажат и преска, болje да си гледаш Арсенал. Да, да. И Арсенал ти победи 5-1. А, тоа беше декласирање, тоа нормално. Ке го муабетиме понатака. Така да, еве, може бидејќи завршено е веќе, нема што да се зборува веќе. Искрено само за сакам да финалето. додам Ако сакаш одредени нешто елементи кажи. во однос на ЕХФ како треба да ги конструира првенствата. ИХФ, ЕХФ и мислиш? ИХФ. Да, И и двете. за европското и за ЕХФ светското, за европско, да. Исто како ИХФ. УЕФА и ФИФА, нели? Да. Фудбал што се. Во однос на тоа како европските првенства, мислам дека се уште 24 тима, без разлика дали некогаш имам приметено ги комбинираат во 6 групи по 4 тима или 4 групи по 6 тима, Да. а светските во последно време се 32 8, да, екипи. 32, исто како Цело светските време во се фудбал. така, цело време се да. така. И освен мислам дека до пред 2019 беа исто 24 тима, потоа се зголеми. Мислиш? Да, мислам дека беа по 8 тима. Не, искрено, не се И баш сеќавам. памтам Македонија против Катар, Бахрейн, Исланд, Словенија, уште некои тимови играше. Таа беше голема група, 6 или 8 тима. Мислам. Не знам, Да. стварно не памтам се да не зборам на памет. Да. Ама да. Мислам дека до 2017 или 2019 дека 21 знам со Египет кој после короната. Да, така беше од 21 сигурен. Да. Може, да. Во однос не само на конструирањето на групите, туку да официализираат како би го спланирале во однос на размак на колку дена ќе се играат секои утакмици, затоа што сепак не можеш да ги подценуваш На на 2 дена да коментарите. не играат. Да, затоа што тоа е премногу. Ти за 2 недели, 2,5 колку недели се одржуваше, 2,5 Толку недели. 2 недели од Да. прилика, 2 Па да, 14. 15 дена. 14-15 јануари почна, а до 2 Да, февруари. до втори. Тоа 2,5 недели дали ги има, толку. Толку, а да играш на 2 дена. На 2 дена да играш? И тоа и полуфиналињата се играа на 2 дена. Да. И беше многу некоректно што има некои тимови предности, мислам нормално дека секогаш ќе имаат предност, но Исто беше некоректно што некои мораа да патуваат, некои не. Пример, да, Македонија не патуваше, во Вараждин се играше. Данска нивната група си ја играа во Данска Да. и после тоа се префрлија за главна фаза во Норвешка и од Осло се немаа мрднато. Да. Група 1 беше во Осло и не беше, Данска се немаше мрднато до финалето. Така. А пример, еве Хрватска играа финале, да речеме, не да речеме играа финале, Не, на нив групата им беше нивната група си беше во Загреб, главната фаза исто така во Загреб, четвртфиналето и полуфиналето го играа во Загреб, а за финалето требаше да патуваат во Осло, баш за најбитната утакмица. да. Требаше да го оформат некако тие што патуваат, мислам, да, добро, Хрватска имаа еден ден поише за одмор од Данска, пошто нели се играше у четврток Да. Хрватска, у петок се играше Данска. Така. И има еден ден поише, ама они тој ден го потрошија у патување. Така да Апсолутно. исто ти е буквално, исто ти се паѓа. И затоа Може требаше да се игра